Поштовани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате: нема доволно паркинг места во Тетово. Тетовци револтирани заради сообраќајниот хаос. Целосно опожарен ресторан во Тетовско Желино. Гаснењето траело повеќе од 3 часа. Отворен технолошки парк во рамките на Државниот универзитет во Тетово. Тетовци едногласни. Сообраќајниот хаос во Тетово е еден од најголемите проблеми. Револтирани велат дека нема доволно паркинг, а премногу возила. Местата каде што може да се движат се ограничени, со оглед на тоа дека насекаде има паркирани возила. Сообраќајниот метеж е редовна појава во Тетово, особено во летниот период, кога печалбарите доаѓаат во посета на родниот крај. Високите температури дополнително ја зголемуваат нервозата кај возачите, пешаците, велосипедистите и останатите учесници во сообраќајот. Граѓаните на Тетово пак едногласно тврдат дека во градот голем проблем е сообраќајниот метеж, како и недоволниот број на паркинг места. Многу има гужва, гледаш, не може да се помине. Па летниот период, нарочито странци кои се дојдени многу превише. Ние стари треба да внимаваме добро. Нема паркинзи, нема ова. И нема што да прави, луѓето мора да паркираат негде, а паркинзи нема. Доволно и тоа е. И ако има, напунени се и тоа е. Сообраќајот ужас. Ужас, многу сообраќај, гус, појче возила него народ. Нема места овдека. Нема паркинзи, нема паркинг, види што е. Обезбедувањето на нови паркинг места е еден од приоритетите на општината. Знаеме дека Тетово се соочува со големен број на возила, а со тоа и недоволен број на паркинг места. За да го решиме овој проблем кој што го има нашиот град, се отвараат нови паркинг зони, а тоа се на улицата Страшов Пинџур, а исто така и на улицата Тодор Ципровски Мерџан, каде што веќе е донесено решение за нови паркинг зони. Се што треба се направи само да се постават знаците за зонско паркирање и овој дел да почне да функционира. Исто така, некаде кон крај со процедурите за изградба сме и на катната гаража, така да се надеваме можеби сите овие места нема да го решат тој проблем, но сепак до некаде ќе биде уплажен истиот. Големата фреквенција на возила во градот не само што е причина за метеж, застој и нетрпеливост во сообраќајот, туку тоа често пати се манифестира и со неправилно и неодговорно учество во сообраќајот, како и со голем број на сообраќајни незгоди. Пожар избувнал во раните утрински часови во ресторан во Тетовско Желино. Објектот е целосно опожарен, а гаснењето траело повеќе од 3 часа. Целосно опожарен ресторан во Желино во пожар кој се случил денес во раните утрински часови. Од територијалната противпожарна единица Тетово веднаш се упатиле на местото со 2 противпожарни возила. 6 пожарникари работеле на терен, а гаснењето на пожарот траело повеќе од 3 часа. Во територијалната противпожарна единица во 4 часот и 8 минути беше пријавено дека има пожар на стариот пат од Тетово кон Желино. Од наша страна веднаш излезено на лице место и беше утврдено дека гори ресторан. Имаше и плински боци кои представуваа опасност. Интервениравме и пожарот беше локализиран во 7 часот и 20 минути. Повредени нема, а причината е голема материјална штета, информира Ука Алити, командир на територијалната противпожарна единица Тетово. Од територијалната противпожарна единица Тетово исто така информираат дека секојдневно се соочуваат со избувнување на пожари. Секој ден вршат по неколку интервенции, меѓу кои вчера интервенирале на електричен столб во Джепчиште и вториот пожар бил на отворено во близина на Тетовското теќе. Отворен технолошки парк во рамките на Државниот универзитет во Тетово. Паркот се наоѓа на задниот влез од економскиот факултет. Целта е да се оствари соработка со институциите и бизнисите и да се развие практичната настава за подобрување на вештините на студентите.
Аполон. Вака е насловен новиот технолошки парк кој денес свечено беше отворен на Економскиот факултет при Државниот универзитет во Тетово. Деканот на Економскиот факултет Раман Исмаили го објасни концептот на технолошкиот парк. Самата функција на технолошкиот парк во себе содржи еден концепт од 3 чекори. Првиот чекор можам да ве известувам дека има за задача да ги формира новите компании, тие што науката ги познава како стартап компании, додека да ги инкубира истите. Потоа во втората фаза во технолошкиот парк ќе се интервенира врз забрзувањето на развојот на бизнисите, за да се помине во третата фаза, која е најзначајна, што подразбира развојот, одрживиот развој на самиот бизнис во Република Македонија. Сметам дека Економскиот факултет пак ќе се надоврзам дека поседува кадри кои може да се корисни во развојот на бизнисот во Република Македонија, со истото да се допринесува и врз општиот општествен развој во државата. Присутни беа донаторот на инвестицијата, како и лидерот на ДУИ Али Ахмети и ректорот на ДУТ, кои ги разгледаа просториите во кои ќе функционира новото катче за студентите. Денеска ние бевме сведоци на отварањето на технолошкиот парк Аполон, кој е наша инвестиција и се надевам дека истата работа ќе биде во полза на науката, во ползата на студентите и во полза на иднината понатаму во нашето општество. Сакам да изразам огромни честитки до ректорот, до ректоратот, до професорите и до приватниот инвеститор кој што помогна во соработка со универзитетот да се отвори оваа нова можност за студентите, како и за новите бизниси да воспостават соработка и да се отворат нови перспективи за тие студенти за вработување во престижни компании, многу модерни работни места кои што би ги они превземале дополнително. Деканот Исмаили смета дека технолошкиот парк ќе ги исполнува условите за бројот на заинтересираните компании кои ќе соработуваат со универзитетот да биде се поголем, а со тоа да се обезбедат поголеми можности за студентите во иднина. Министерството за образование и наука донесе одлука да ги зголеми стипендиите на учениците и студентите, соопшти министерката Мила Царовска, која денеска оствари средба со представници на средношколските и студентските организации. Таа додаде и дека очекува пораст на процентот на вакцинирани наставници. Веќе 10 месеци интензивно работиме преку телото Млади МОН да постигнеме политики кои што ќе бидат во интерес на подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард. На тој начин вложуваме во младите, а за секоја држава најисплатлива инвестиција е инвестирањето во децата и во младите, затоа што тие ја креираат понатаму нашата иднина, на која што би требало сите да се надеваме да биде подобра. На овој начин на кој што заеднички ги усогласивме стипендиите за учениците и за студентите, сметаме дека добиваме едни поквалитетни финансиски средства или повисоки финансиски средства кои што ќе одат кај семејствата на кои што им се најпотребни. Социјалните се зголемуваат за 100%, од 3000 стануваат 6050 студентските, ученичките некои беа 2000, некои 2200, некои 2900, сега сите се усогласуваат на ниво од 3500 денари, додека кај хемија, физика и математика за студентите имаме покачување на 18000 денари, затоа што тие навистина се дефицитарни во државата. И после 10 години за прв пат имаме враќање на стипендирањето за втор и трет циклус во државата. Сите бевме сведоци дека сите стипендии кои што одеа за втор и трет циклус беа за надвор од државата и тоа постојано правеше одлив на нашите млади мозоци и се соочивме со тоа дека кога распишавме конкурси за асистенти или распишаа факултетите, Министерството за образование и финансии дадоа финансиски согласности, немаше пријавени асистенти или немаше луѓе кои што ги исполнуваат условите затоа што стипендирањата за овој втори трет циклус беа кон надвор. Ние сме на некој начин задоволни од процентот на вакцинација, но е значено да тој продолжи понатаму и затоа во континуитет се повикуваат и се информираат.
и мислам дека тој во континуитет и ќе се зголемува како процент. Владата донесе одлука за 3 сценарија за започнување на училишната година и тие сценарии ќе се менуваат согласно епидемиолошката состојба. Секој сериозен систем во сериозна држава постапува на овој начин. Не може да се подпрете само на едно сценарио, затоа што не се известни бројките кои што може да се менуваат поврзани со ковид. Портпаролот на владата Душко Арсовски денес одржа пресконференција на прашање на новинар. Тој одговори на темата социјални станови во Тетово и процесот на изградба на Тетовскиот театар. Со проектот од 2009 година преку акционерското друштво за стамен и деловен простор не е предвидено изградба на зграда во Тетово. Овој проект завршува годинава, но акционерското друштво преговара со Банката за развој при Советот на Европа, која досега го финансираше овој проект за продолжување. Сега се прават анализи за потребите за изградба на вакви згради во други општини, каде дополнително има потреба и истите се очекува да влезат во проектот во втората фаза. Она што може да го кажеме во моментов е дека во тек е јавната набавка, отворањето на пристигнатите понуди за изведувач е на 3 август. 3 физички напади регистрира полицијата во изминатото деноноќие. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на вчерашниот ден на 2 лица од Тетово и 2 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Ноќеска пак во 1 часот и 40 минути 24 и 22 годишникот Тетовска Мала Речица и 22 и 20 годишникот Тетовско Вешала во СВР Тетово пријавиле дека вечерта околу 23 часот и 30 минути во близина на угостителски објект на улица Маршал Титово Тетово физички биле нападнати од неколку лица. Според пријавеното, еден од напаѓачите користел и дрвен предмет. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека залутано зрно го оштетило задното стакло од патничко моторно возило БМВ со тетовски регистарски ознаки, сопственост на 36 годишна тетовка, а кое било паркирано на улица 107 во Тетово. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и се расчистува случајот. 76 годишна гостиварка вчера вечер во 22 часот во СВР Тетово пријавила дека предходниот ден околу 15 часот физички била нападната од нејзиниот 27 годишен внук, кој се заканил. Во текот на денешниот ден пријавениот ќе биде повикан во полициската станица Гостивар и ќе се расчистува и документира случајот. Ноќеска 10 минути по полноќ пак 22 годишникот Гостиварско Врапчиште во СВР Тетово пријавил дека околу 23 часот и 30 минути на улица Јана во Тетово физички бил нападнат од едно лице. Се расчистува и документира и овој случај. Од СВР Тетово апелираат уште еднаш до граѓаните да се воздржат од пукање со оружје при организирање на различни веселби. Од втората половина на овој месец на поширокото полошко подрачје во Полнек е организирањето свадбени и други свечености. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до граѓаните да се воздржат од пукање со оружје и од неовластено организирање огномети. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно подсетува дека пукањето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир, а паричната глоба за ваков вид прекршок се движи од 200 до 500 евра. Зависно од последиците, пукањето може да представува и кривично дело, предизвикување општа опасност, за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 5 години. На граѓаните исто така им се укажува дека свадбените огномети треба задолжително да се пријават во полициските станици или оделенија на подрачјето на кое се организираат, во зависност од нивната категорија, а организаторите навреме да ги преземат пропишаните превентивни мерки за заштита на животот и имотот на присутните на свеченоста. Секторот за внатрешни работи Тетово ефикасно ќе постапува и ќе ги санкционира сите прекршувања на законската регулатива, а против инволвираните ќе следуваат законски предвидените поднесоци.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!